Dobro večer Kumanovo, dobro večer ВМРО ДПМН, dobro večer Sokolanska mala, najjaka mala vo Kumanovo, najpoznata mala vo Kumanovo. Mada i Karab mala je tuka, ali svepak Sokolanska mala je jedna. Голема почит према сите вас што сте оваа вечер соберени. Нема да зимам многу време, ќе бидам краток. Во 3 сегмента ќе биде нашето делување во овие избори и во периодот 4 години што следуваат по тоа. Многу пати на сите мои интервјуа сум кажувал дека најголемата рак рана која ги мачи сите граѓани во Куманово, сепак Куманово е мултиетничка заедница од многу нации, од многу народи и главен проблем со кој Куманово беше најповеќе погодено беше прочуената криминална приватизација. Од најиндустријски град Куманово спадна на ниво да биде една касаба во цела Македонија. Ја немаше таа среќа во овие 25 години да доживее некоја локална власт од ВМРО, да малку отвори очи, меѓутоа, тоа е тоа. Кумановци, пошто се борци, не се предаваат никој пат и овој пат ќе покажат дека пред сите кои имале срце на 11. октомври да кренат и глава и пушка, овие нивни потомци на 11. декември ќе излезат и масовно ќе заокружат број 1 и ќе покажат дека во Македонија може да идат напред само оние кои градат, кои нудат просперитет, кои нудат иднина. Сите други кои нудат деструкција, рушење на веќе постигнатото, ќе одат во историјата, ќе одат во минатото. Ние како партија, главниот проблем на Куманово го срочивме во 2 точки, тоа е чувената тир зона која ја зборуваме веќе 2 години, која е веќе у фаза на реализација преку Агенцијата за просторно планирање за некој период кој ќе следува за година-две, сепак тоа е многу работа и главниот проект со кој настапуваме, а тоа се ревитализација и рестартирање на фирмите кои беа дика на Куманово во периодот од 50 на години додека траеше тој индустријски развој, за да во периодот на транзиција бидат растурени, разнебитени. Владата на Република Македонија, ставајќи го Куманово овој пат као град со топ приоритет во наредните 4 години, со рестартирање на овие фирми, ќе има шанса да покаже дека дава шанса и на младите луѓе од Куманово преку давање на субвенции од 2000 евра за секој ново вработување. Не ги заборава ни стечајците, бидејќи Куманово е најголем град на стечајните работници. За секој нивно вработување фирмата што ќе ги вработи добива 4000 евра, така да имаме шанса со изборот на граѓаните што ќе ни ја дадат довербата на 11 декември да направиме да градот Куманово повторно живее. Знам дека сте свесни, знам дека знаете да ја определите својата судбина, зрели сте за своите одлуки, не се плашите од иднината, бидејќи со ВМРО иднината ви е известна. Број 1 за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да сте ми живи и здрави, да е жива и здрава Република Македонија, да е живо и здраво Куманово.